Одамна подзаборавено, меѓутоа ќе се потсети човек како беше во училишната клупа, цела делегација од Радиовчевски Корчагин, на чело со шефот на делегација Татјана Алексич во нашето студио, дури и двајца гости од странство, од Франција. Ќе одиме прво со гостинките, професорката веќе ја најавивме, Сузан Доминик Бети Демоли и Клое Дубар од Франција. Добро утро. Бонжур. Бонжур. Ива, односно Јоана Димеска прво и потоа Ива Симоновска, ќе се подготвиш на крајот малку за спортот, ќе те испрашам да видиме колку си подготвена, и Павел Спировски кој што ќе ни преведува ова утро од француски и на француски. Долга најава, многу гости, имаме време доволно за сите. Радиовчевски Корчагин спроведува потерница во потрага по амбициозни ученици. Зошто потерница и што представува овој проект? Што значи името на проектот? Дали е буквално или? Метафорично, значи ставивме на символика, игрива. Идејата на нашата директорка Елена Стојанова Димитров, која сакаше малку на таков еден креативен начин да се пошегува и да привлечеме драги гости, драгоцени, во сабота на 18 мај, точно на пладне, во 12 часот ги отвараме портите на Корчагин, во свечена сала ќе се одигра дел од представата клупа, Пацио ќе свири бендот, ќе има интересни фотографии, нешто имитација на оние монмартовски фотографии кои ќе ги фотографираат децата, оние кои се осмелиле, се окуражиле да дојдат во Корчагин, па дали ќе се запишат и дали ќе останат, тоа е све под знак прашалник, но ќе добијат фотографии и направивме една потерница, распишува потерница по оние кои знаат што сакаат од учењето и од знаењето, најхрабрите, најамбициозните, не би еден глас дека премногу строго, дека децата немаат време за социјален живот, дека ние наставниците сме многу страшни и лоши, меѓутоа факт е, сега не е убаво кога ние од Корчагин се фалиме. Добро, резултатите зборуваат за вас, сите тие први места и дипломи. Да, постојано ја не можам веќе ни да следам прво, второ, трето на државниот превари по сите можни области и наставни предмети. Еве Иван е не само што читаш, стучи тука одличен спортист, значи децата се буквално мултиталентирани и огромно задоволство е да работиш со такви. Имате билингвални паралелки, француска и новоотворена германска. Предпоставам дека поради тоа и гостите се тука ова утро. Да, имаме драгоцени гости од Дижон, тие се од билингвалната француска паралелка, меѓутоа од оваа година Корчагин отвори германска паралелка со потенцијал од 34 ученици. Моментално е во работна фаза, се средува, се цртаат на зидовите орнаменти од германската култура, бранденбуршката капија, во боите на германското знаме, некако со радост го правиме сето тоа. И мислам дека доста работи се сменја на многу подобро од како ни дојде Елена како директор. Таа е еден креативен лик, без оглед што е математичар, постојано само нешто и текно. Тие математичарите се виновни за се. Да, кај неа двете поливини функционираат и знаеше точно како што да направи. И сите се радуваме што некако Корчагин заличи на динамично, средено школа во која што има динамика. Ети библиотеката ја средивме, така што мислам дека е гимназија која во центарот на градот Скопје може да прими градски деца и оние кои навистина сакаат да учат. Значи треба да кажеме вуала и зергут, така некако му доаѓа на двата јазика на кои што се водат билингвалните паралелки. Ке одиме прво со домашните ученички. Добро утро уште еднаш. Ве подзаборавивме вака зад грб. Подготвени сте? Да. Добро, нема да биде страшно. Да ги искроваме, да видиме прашањата каде се. Еве ги тука, подготвени се, нели? Добро, ке одиме прво со Јоана Димеска. Зошто го одбра Корчагин и билингвалната паралелка? Уште еднаш добро утро на сите. Па вака, јас за француската билингвална паралелка во Корчагин слушнав уште во 6-то деление и уште од тогаш си реков јас морам да учам тука. Едноставно знаев дека да се биде дел од таа француска билингвална паралелка е навистина голема привилегија и едноставно носи голем број бенефити со себе, како прво зголемување на јазичните вештини, а потоа и во иднина ќе имам многу големени можности за понатамошен академски и кариерен напредок. Добро, сега покрај англискиот кој што е најраспространет и кај нас најпопуларен, односно не, шпанскиот е најраспространет во светски рамки ако земеме, италијански и така натаму, зошто француски?
Па јас сакам да бидам од тој дел од 300 милиони луѓе што го зборуваат францускиот јазик и уште како мала моите дома ми имаат кажувано да се знае уште еден јазик е како да имаш уште еден отворен прозорец од кој ќе го гледаш светот и баш затоа јас го одбрав францускиот јазик, јазикот на љубовта. Добро, ќе те прашуваме кога ќе ни требаат информации за Лига 1, ќе ти се јавуваме на тебе за француското фудбалско првенство, ќе ни објасниш се што треба. Кога сме на тема спорт, кажавме, на крајот подготвувај се, концентрирај се, а сега она што се подготвуваше, да, размената, патувањето во Дижон, колку има можност да се научи, практично да се научи францускиот јазик и реално, не само како книга, нели? Да, добро утро напред на сите, благодарам за поканата. Во врска со размената, многу сум благодарна што сум дел од неа и што нашето училиште има таква можност да се биде домакин на толкова... Повели, не видов дека немаш бубица микрофон, дека немаш... Дека немаме. Добро, од мојата, кај те се слушаш, да, повели? Да, во врска со размената, благодарна сум што сум дел од неа и што имаме таква можност, всушност да посетиме Франција, една европска држава и каде што ќе можеме да си го напреднеме јазикот. Ние го изучуваме јазикот, меѓутоа сите знаеме дека над книга не е исто како и во практичност. Навистина добра прилика, мислам дека девојчињата се задоволни до сега, дека и ние ќе бидеме задоволни таму. И тоа е се. Да, сега ќе видиме со гостинките, ќе им го одставиме микрофонот. Повели? Оке, не следиш, така? Да, сега... Момчето трпеливо чека во ова друштво, Павел Спировски уште еднаш ќе го најавиме кој што ќе преведува. Првото прашање е за Сузон Доминик Бети Демоли. Значи, како се одлучија да дојдат во Македонија? Зошто ја избраа Македонија? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir à Macédoine? Donc nous n'avons pas décidé longtemps à l'avance de venir en Macédoine, mais c'est... Ние не се решивме многу, немаше каков период дека се решивме да дојдеме, скоро пред летувањето ние се решивме да дојдеме. C'est nos professeurs qui nous ont parlé de ce programme d'échange. Нашите професори ни спомна за оваа програма за размена на ученици. Et nous avions le choix entre l'Espagne, la Pologne et la Macédoine du Nord. И имавме можноста да избереме измеѓу Полска, Шпанија и Македонија. Pour être honnête, on ne connaissait pas vraiment ce pays, mais on s'est dit que c'était l'opportunité de découvrir une culture différente et de changer vraiment d'environnement. Да бидам искрена, не знаев многу за Македонија, но оваа прилика ми значеше можност да запознам нова култура и нови можности во иднина. Donc on a fait quelques recherches sur Internet et on s'est décidé à venir en Macédoine pour 1 mois et on est très content d'être là et on remercie vraiment l'Institut français de nous accueillir si chaleureusement et nos familles également d'être très bienveillants avec nous pour cette aventure superbe. Затоа се решивме малку да истражиме повеќе за Македонија и кога истраживме се воодушевивме. Навистина, кога дојдовме во Македонија, го видовме прекрасниот град, се воодушевивме од нејзината убавина, од нејзината околина, пријатноста на луѓето, а исто така би сакала да се заблагодарам до Францускиот институт за можноста да дојдеме тука. Добро, одиме сега со Клои Дубуар. Добро утро и за тебе. Добро утро. Браво, одлично. Импресиите од Скопје, од Македонија, од она што го виде тука? Quelles sont tes expressions pour Skopje? Comment tu te sens maintenant à Skopje? Alors déjà, c'était une très belle découverte, Skopje. За сега Скопје е навистина убаво откритие. J'ai trouvé que c'était une ville très verte et très dynamique. Скопје го гледам како доста зелен и динамичен град. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect multiculturel que la ville propose. И многу ми се допадна аспектот на мултикултурноста која што го нуди градот. Les nombreux bars et restaurants apportent un côté convivial et chaleureux à la ville. Исто така ми се допадна големиот број на ресторани и барови, кафичи кои што се наоѓаат во Скопје и незината топлина. Et j'ai aussi été très impressionnée par l'ouverture d'esprit des jeunes sur le monde et notamment par leur intérêt envers les voyages à l'international. Исто така многу ми се допадна и отворениот дух на младите луѓе за светот и за интернационалните патувања. Тоа е тоа. Добро, ви благодариме. Мерси.
До толку знаеме и ние, нели? Така сега. И ти учиш билингвално Да, секако. или си роден некаде во Франција? Јас порано имав можност да живеам во Брисел 3 години како мал. Затоа Да. парлаш тука како навиен. Браво, браво. Така се учи јазик. Така. И кога се вратив, нели се решив да го продолжам јазикот, да не го заборавам. И кога видов дека Корчаги нуди билингвална паралелка, ја викам морам исто, како мојата соученичка морам да се запишам во оваа гимназија. Каков ученик е Павел? Какви ученици се практично Павел, Ива и Јоана? Четврта година матурант не сум му предавала, прв пат се запознавме сега и гледам дека е исклучително воспитано дете и джентлмен голем, а девичињата се, немам зборови за нив двете, им предавав, значи тоа се ретки деца, им благодарам на родителите што ни ги пратија, што ни ги доверија овие деца, за да можеме да работиме со нив што сакаме. Јазикот се заборава, тоа е факт, меѓутоа треба да се учи, да искористам момент да кажам дека оваа година директорката направи соработка со Конфуци институтот и децата имаат можност да учат и кинески јазик. Способивме на просторија, така што се јазиците едноставно така се множат, се шират и се. Ви оди со бројките на представниците од Корчагин во, знаете дека во кинескиот јазик 3.500 знаци треба да знаете, 3500 знаци треба да знаете за да бидете па така некаде писмен. Некаде писмен да бидете. Така што не е само математичка паралелка, туку е и билингвална. Правите нешто рокадике. Шах играте во Корчагин или не? Да, се игра и шах. Имаме шах и тоа има шахисти, едно момче кој е слепо, а игра перфектно шах. Значи почнува и со шаховските игри кои ја сметаме за едно од најголемите, најинтелектуалните друштвени игри. Што значи да се биде запишан во Корчагин, вака да финишираме полека? Па значи храбро, смело да се охрабрат да влезат во гимназија која е бија нека фама и глас дека е премногу строго, меѓутоа тоа јас кажувам и тоа не е ретко го повторувам дека учењето е сериозно и тоа е сериозна одговорност, не е игра. Имаме можност за игри со тие вонучилнички активности, меѓутоа темелна базата е оно што ќе го внесат во своето лично знаење во текот на живот, тој багаж, тоа мало ковчеже кој каде и да одат ќе го отворат и тоа ќе ги продаде на пазарот на труда. Значи не треба се бега од знаење, од учење и првите 3 месеци во почетокот на учебната година, оно што им го препорачам на деветоделенците, е личната карта која ќе имаат 4 години. Значи многу е битно почетокот како ќе се представиш пред наставниците и тоа на време кога навистина треба да се учи и да не се бега од учењето и знаењето, има и тоа каква корист и бенефит, ако не материјална, бидејќи децата многу често калкулираат и пресметуваат материјално, духовното богатство, таа која имаш благодет од учењето, која буквално лекува од сите можни комплекси, е најважното нешто што треба да го имаат со себе до крајот на живот. Едукацијата не прави помирни и побогати. Ова помирни може би е поважно. Поблагородни, така. Да, поблагородни, ќе сумираме.